Гостинката ни пристигна веќе во студиото 3 на Македонската телевизија, а евеа и денешната тема. Жената има право да одлучува за себе и за своето тело, што подразбира и одлука дали сака да остане бремена или не, или дали во случај на несакана бременост сака да ја прекине истата. Абортусот не е лесна одлука и кога веќе се носи, добро е да се знае дека постојат методи кои што не предизвикуваат голема физичка траума. Токму за еден таков говориме со мојата гостинка наредниве минути. Медикаментозниот абортус е, според Светската здравствена организација, едноставна и безбедна процедура која што се почесто ја заменува хируршката алтернатива или во статистики се применува дури 80% од случаите во земјите од Европската унија. Но за него има бројни отворени прашања за кои што ќе дискутираме со доктор Јадранка Ѓоргиевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ќе проговориме за безбедноста на процедурата, за тоа кој одлучува за абортусот, кој е тој што ја следи целата постапка, но ќе отвориме и прашање кое што директно ги засега младите во поглед на едукацијата за безбедни и сигурни сексуални односи, бидејќи од друга страна медикаментозниот абортус не е процедура која што, како што многу често знаат да кажат, со едно апче ќе решиме нешто што не го посакуваме. Но ајде ќе започнеме од почеток. Она што е потврдено е дека медикаментозниот абортус, доктор Ѓоргиевска, е сериозен чекор напред во унапредувањето на репродуктивното здравје на жената. Да, во нашата секојдневна пракса ние медикаментозниот абортус го воведовме од 2020 година, кога благодарение на една превентивна програма за безбедно мајчинство со помош на Министерството за здравство и невладени организации, пред се помош голема имавме од невладената организација ХЕРА, се успеа да се донесат таблетките, да кажам, во нашата држава, така што од 2020 година до денеска веќе имаме искуство и овој метод како сигурен, едноставен, безбеден метод за прекид на бременост го имаме применето кај повеќе од 2500 пациентки. Значи, во нашата пракса, додека, например, во 2020 година, кога почнавме, најголем број на абортусите се изведува по хируршки пат, веќе според статистиките што ги имаме минатата година, над 90% од абортусите на клиниката веќе се изведува со помош на таблети. Но условите за примена на медикаментозниот абортус се малку построги во однос на хируршкиот. Па во тој контекст, какви услови треба да исполнува жената за да може докторот да се одлучи за оваа процедура? Абортусот е право, значи, на избор на секоја жена. Значи, секоја пациентка има право сама да одлучи дали ќе ја продолжи или да ја прекине бременоста. Абортусот го изведуваме по барање на самата пациентка, нели, доаѓа на клиника, бара прекина бременост и со новиот закон од 2019 година за прв пат е дадена таа опција на избор дека може да се изведе абортусот и со таблети, односно со медикаментозен пат. Со тоа што законот предвидува до 9-та гестацијска недела, овој медикаментозен абортус да може да го изведуваат и матичните гинеколози, а после 9-та гестацијска недела до 12-та гестацијска недела по барање на пациентката и нејзина потпишана писмена информативна согласност, истиот може да се изведе во болнички установи на клиника. Од 12 до 22 гестацијска недела, значи за прекид на бременост е потребно и писмено барање и писмена согласност од бремената жена. За изведување на абортусот потребно е пациентката прво да биде прегледана од страна на гинеколог, да се утврди точната локализација на бременоста, дали е лоцирана во матката или надвор од матката, што е контраиндикација за примена на медикаментозен абортус. Понатаму треба да се земе детална анамнеза, значи да се исклучат некои состојби кои се контраиндикација за примена на медикаментозен абортус. Например, такви се акутни црнодробни или акутни бубрежни тешки оштетувања, тешки нарушувања во коагулацијата, алергија на
лековите кои што се применуваат, порфирија и некои други заболувања. И потоа по добивање на детална информирана согласност, убавен разговор со психолог, социјален работник, значи се подготвува пациентката и се објаснуваат дозите, начинот на апликација, добива информации каде може да се обрати при некои компликации, што да прави при појава на некои несакани ефекти и се закажува контролен преглед после 1 недела или 2 недели од прекинот на бременоста. Иако, да кажам, методата е безбедна, ефикасна, сепак истата, значи ние до сега ја спроведуваме под надзор на доктор, односно гинеколог. Колку филата работи со медикаментозниот абортус? Од воведувањето на медикаментозниот абортус со поддршка на Министерството за здравство и невладината организација HERA, до сега имаме обавено повеќе работилници и обуки на матичните гинеколози и гинеколозите од болничките установи за тие да се запознаат детално со процедурата, со дозажата, со компликациите, начинот на решавање на компликациите. Меѓутоа, се уште во државата проблем останува набавката на таблетите за медикаментозен абортус, бидејќи до сега ниедна фармацевтска компанија не се јавила да помогне околу регистрацијата на овие препарати, така што до сега тие се увезуваат по пат на интервентен увоз преку Министерството за здравство на едно централно место од каде што можат и другите болнички установи, значи, да подигнат од таблетите. Така што треба да работиме уште повеќе за заеднички за решавање на овој проблем околу регистрацијата и набавка на доволна количина на овие препарати. Инаку има интерес голем и кај матичните гинеколози и гинеколозите од болничките установи, кои во некои центри веќе го применуваат медикаментозниот абортус. Но кога се зборува за прекин на бременоста, едно од главните прашања кои што се отвараат е дали понатаму жената ќе може да има деца. Што е со медикаментозниот абортус? Постои ли ризик за повторно, односно да не забремени жената во иднина? Па според досегашните искуства и статистичките податоци што ги имаме од земјите во Европската унија, бидејќи од таму медикаментозниот абортус се применува некаде уште од 80-тите, 90-тите години на минатиот век, значи под пред 30 години, медикаментозниот прекин на бременност е многу по-безбеден, по-сигурен за пациентките, особено за младите пациентки, тинеџерките, да кажам, пациентките кои што не родиле, со тоа што компликациите, несаканите ефекти по однос на можноста за забременување понатамо во животот се многу помали во однос на класичниот хируршки абортус. Одлуката, доктор Георгиевска, и за бременост, и за абортус е одлука на секоја жена. Но за да не дојде до абортусот, веројатно треба да дискутираме многу погласно на тема едукација. Па во тој контекст ме интересира како ги коментирате податоците дека дури 16% од момчињата и 3% од девојчињата на 15 годишна возраст имале сексуално искуство, а стапката на тинеџерската бременост кај нас е речиси 3 пати повисока од просекот на Европската унија. Загрижувачки ли се овие статистики? Да, сигурно дека се загрижувачки и ни укажуваат дека треба многу повеќе да работиме на план на превенција од несакана бременост, значи планирање на семејството, односно повеќе треба да зборуваме на темата контрацепција. И тоа треба да биде составен дел, да кажеме, и на сексуално образование во училиштата, на факултетите, а исто така и преку медиумите, преку печатот, преку невладините организации, значи сите заедно треба повеќе да зборуваме на ова поле. И повторно ќе споменеме дека одлуката апсолутно за абортус не е едноставна, но доколку се донесе истата и жената е апсолутно сигурна во својата одлука. Кои се првите прашања кои што треба да му ги постави на својот матичен гинеколог? Па жените прашуваат прво дали е безбедна методата, прашуваат за начинот на апликација на лековите, за дозите кои се применуваат,
прашуваат за несаканите ефекти од примената на таблетите, понатаму прашуваат за можните компликации и каде да се обратат при појава на некои од можните компликации. Понатаму чести прашања се кога да дојдат на контролен преглед, кога може да почнат со примена на контрацепција, кога може да почнат со редовни сексуални односи, така што ние мораме да дадеме одговор на сите тие прашања на пациентките. Уште едно прашање имам во контекст на младите и сексуалното образование кое што пред малку го споминавте. На оваа тема се водеа жестоки дебати, но многу од вашите колеги велат огромно да, бидејќи едукацијата е тоа на што треба да работиме во годините кои доаѓаат, доколку не сакаме да ни се случуваат овие статистики кои што пред малку ги споменавме. Еве, како една опција го даваме сексуалното образование, меѓутоа како дополнително може да влијаеме или да работиме на едукацијата на младите? Па еве, како што спомнав предходно, треба сите заедно да работиме. Што значи не може само, значи треба тука да помогнат и здравствените работници, помагаат многу и невладените организации преку разни работилници, значи разни предавања за младите. Многу печатот, медиумите може да помогнат, значи дека мораме да работиме многу повеќе на ова поле, на полето на сексуалното образование на децата, на полето на, да кажем, едукација за планирање на семејството, контрацепцијата, а исто така во државата има отворено и повеќе младенски центри каде што младите можат и бесплатно да добијат совети за контрацепција и што да прават при несакана бременост, каде да се обратат за прекина бременост. Неслучајно го прашувам ова, бидејќи знам дека изминатиот период се одржуваа и бројни работилници во контекст на едукацијата на младите, па токму една од најчестите одговори на младите што би направиле доколку дојде до несакана бременост е па денеска е современо, модерно време во кое што се може да се реши многу брзо и едноставно. Последиците се многу подолготрајни од одлуката за абортус. Свесни ли се за тоа младите? Па мислам дека сегаш не се толку свесни и затоа се организирани тие советувалишта за младите и затоа и ние здравствените работници сме на располагање како матичните доктори, матични гинеколози, и други здравствени работници да дадеме совет на младите секогаш за последиците од прекид на ваква несакана бременост. Особено кај хируршки прекид на бременост, дека можат последиците како по здравието, по идните желби за забременување да бидат далеку сешни. Тие во моментот не размислуваат за тоа, меѓутоа треба да се упатат, да им се дадат овие совети за понатаму во животот. Една од задачите на и нас како новинари и јавниот сервис е да едуцираме, па ние ќе го правиме тоа и преку овие разговори во периодот кој што следува, доколку барем до еден допрема сме завршиле работа, докторка. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утре. Вас ви благодарам на поканата за учество во емисијата.